По речиси цел месец неизвестност, гостиварци конечно ја поминаа првата ноќ со вода за пиење. По Голготата со водоснабдувањето чешмите повторно протекоа, а граѓаните добија вода од градскиот водовод. Премиерот Мицковски во првата изјава по враќањето од екскурзијата во Белгија за обвинувањата од опозицијата вели дека одговорноста за кризата во Гостивар е во локалната власт и предпријатие, а владата направила се што е во нејзина надлежност. Ние дадовме се што можевме состојбата да се нормализира како никогаш досега. Односно, за помалку од 4 недели, комплетно е прочистен системот како никогаш досега, бидејќи јас колку што сум информиран, обвинителството, а и МВР работат на веќе истрага на тоа зошто во минатото, иако имало исто така голем број извештаи за квалитетот на водата во Гостивар, кој што не е соодветствувал и не бил задоволителен согласно правилникот, ништо не било превземено некои претходни министри. И ценам дека на тоа треба повеќе да се посвети опозицијата, да даде одговор, бидејќи тие министри дел се во нивните редови и можеби треба лично да ги праша зошто не постапувале. Опозицијската СДСМ пак денеска директно го прозва јавниот обвинител Ненад Савески да одговори зошто и по 5 недели нема утврдено кој ќе одговара за здравствената катастрофа во Гостивар. Од опозицијата чекаат дали ќе се постапи и по кривичната пријава за министерот Клековски за уште тројца директори од здравството. Побара јавно да се објави извештајот од анализите кои потврдуваат дека водата може да се пие. Прво најавува дека резултатите ќе бидат готови дури на 20 август. Сега, под притисок на јавноста, наеднаш велат дека водата е чиста 6 дена порано. Како до вчера, 20 август, а денес нагло се е во ред. И се уште нема официјален објавен документ со кој се потврдува дека водата е чиста и здрава за пиење. Оваа ситуација бара одговорност, а не циркус. Во прашање се здравието и животите на граѓаните на Македонија. 5 недели граѓаните се изнаслушаа различни контрадикторни информации од сите надлежни, од Мицковски, Клековски, Ангелов. Гостиварци имаат вода за пиење од јавниот водовод од вчера, а настанот беше одбележан со здравица. Ладно било, убаво, вкусно. И додека во Гостивар повторно протече питка вода, во Скопје се истражува ширењето лажни информации дека водата е небезбедна и содржи бактерија. Премиерот вели дека владата уште ден претходно имала информации за вакво сценарио и ги обвини опозицијските партии дека се обиделе да создадат хистерија. Очекува со измените во кривичниот законник ваквото однесување, односно како што рече своевиден хибриден напад, да биде санкционирано. Додека Гостивар пие вода од јавниот водовод, во Скопје се бараат виновниците за дезинформирање на јавноста. Граѓаните на Демиркапија добија забрана за користење и за пиење на водата од јавната мрежа поради загаденост, а информацијата ја соопштија официјално од локалното јавно предпријатие.